ве повторно, драги мои, во уште едно издание на Политихрон, каде што се дружиме со политиката, со политичките теории, со историските и актуелните примери и се обидуваме полека да излеземе од овој матрикс, кој со години, со децении ни го наметна нам на добрите, обичните, честните, преку чии грбови некои луѓе чудни, маргинални, успеа да дојдат до врвот и да решаваат за нашите судбини. Веќе спомнавме во минатите изданија дека она што е нужно за еден тим, една екипа, било да се работи за спорт, било да се работи за бизнис, било да се работи за било која друга врста на здружување, тоа е да постои еден колективен дух, една колективна свест за визијата, за оно што се сака, за начинот како да се дојде до тоа, една колегијалност, но она што е исто така важно, да постои една личност преку која сите нас, колегите, другарите, не препознаваат. Не личност која што би била портпарол, спикер, која што би била еден маркетиншки магионичар, кој успева она кој што е пропадната инвестиција, кој што е со некој матен капитал да го представи во најубаво светло, во нешто сме сведоци сите ние, но напротив, еден човек кој што го поседува она што сите ние го имаме и успева како некој сурфер да го истурка на површината и да сурфува кон другите, да не представува кон нив и да е символ, знак на распознавање на нашиот бренд, на нашата униформа, на нашиот дрес и на нашиот успех. Тоа би бил, спортски речено, капитен. Која е разлика меѓу капитен, например, и еден голгетер? Голгетерот е оној кој што има одредена улога, е исфрлен напред, треба да му го зададе на противникот одлучувачкиот удар, но сепак е дел од добро уиграниот тим. Овој голгетер ги нема оние карактеристики, ги нема оние атрибути кои што ги има капитенот. Едноставно не е главата која мисли за се. Главата која мисли за се може да биде само човек кој што е роден за тоа, кој што ги има тие предиспозиции и во тие негови карактеристики, во тие негови особини се препознаваат, се гледаат сите други. Оваа глава е нужна во било кој проект. Оваа глава е нужна подеднакво во спортот, во економијата и во политиката. Нашите, за жал, скоро уништени општествени науки, студии, високообразовни, кои што се повеќе и повеќе се во еден стадиум на одумирање, цели катедри одумираат, а да не се свесни за оваа катастрофа која што генерации ќе ја плаќаат и каде што невладиниот сектор се повеќе и повеќе ги завзема тие напуштени територии, војнички да се изразам, па имаме сега некои нови институти за демократија, за слобода на говорот, за општествени истражувања, за кои што не сме сигурни дали се истражувачки институти, дали се образовни институти, затоа што тука студенти запишуваат до дипломски, постдипломски студии, дали се, например, невладини организации, затоа што и тоа како се групираат во нивната општествена дејност во тој невладин сектор. И тие се повеќе и повеќе го завземаат ова место на оваа територија која што е напуштена од класичните високи студии и ни наметнуваат некои нивни сваќања, некои нивни, јас би рекол, толкувања на политичкото, на општественото, на социјалното, на економското, на стопанското, воопшто на јавниот сектор и на јавната дејност на оној начин на кој што тие и нивните финансиери сметат дека треба да му биде предадено на овој и без тоа скршен народ. Резултатот го гледаме после многу години дејност, например, можеме да го видиме конкретно во Македонија, во моментот да промената на името, кога токму цела таа мрежа на параобразовни, параистражувачки, јас би ги нарекол и параполитички организации, успеа полека да ја туркаат приказната за дисфункционална демократија, за хибриден режим и за едно нефункционално општество во секој поглед на кој што му нема спас, осем ако не ја стави раката, символично речено, под инфузијата на надворешниот фактор. Јас ова би го нарекол со добриот стар речник протекторат.
или една врста протоколонија на она што еуфемистички се нарекува меѓународна заедница, а се добрите стари колонизатори кои што ги отфрлија оние стари одела бели ловачки, нели, со бели шлемови што сме ги гледале во разни филмови со Тарзан таму и со нивните бескрајни авантури од Джеймс Кук до Лоренс од Арабија. И наместо тоа си ги облеко овие нови невладини униформи и со нив тргнаа во создавање на некои нови протекторати. Ако мислиме дека ова е престрога оценка, доволно е да ги погледнеме анализите на Guardian, на еден од најсериозните дневни вестници во Западна Европа и во англосаксонскиот свет, каде што целокупниот политички општествен инженеринг на она што тие го нарекува Западен Балкан, што е уште еден облик на дизајнирање не само на политичката, туку дури на географската и историската свест, затоа што никош историски не постоел таков регион и прашање дали токму овие државички се дел од нешто што би било западна половина на Балканскиот полуостров. Но, во овој случај, Guardian зборува токму за враќањето на протекторатот и колонијата, како нужно решение за да се скротат тие полудиви народи на Западниот Балкан. Да се вратиме на нашиот разговор на почеток. Значи, тој капитен, кој што е исфрлен од нашите општествени истражувања, тоа е водачот. Тоа е водачот, тоа е она што е централен момент на така наречените leadership studies, ние би можеле да ги преведеме како студии за водството, студии за раководството, студии за водачот, за водачите, и кој што во последниве 50 години се кичмата на било кој угледен факултет, институт, универзитет кој што се занимава со политички науки, политичка антропологија, философија, политичка социологија или воопшто со сиот оној круг, со сиот оној спектар на научни дисциплини кои што го изучуваат и го дефинираат јавниот живот и јавната сфера. Кој е тој водач? Тоа е човекот кој што рековме како и капитенот во спортот, како и раководителот на проектот, на бизнис проектот, например, е оној кој што е предодреден и во неговиот лик да го персонализира сиот тој проект, да го представи пред други и да биде глава преку која што комуницираат едни со други, се препознаваат едни со други деловите на тимот, деловите на организмот и успеваат да си го најдат своето место, трансформирани во оваа нова улога. Значи, едноставно еден фудбалски талент овде станува еден бек, еден центарфор, еден голгетер, без капитенот. Тешко дека тие би можеле да се ориентираат на теренот и да си го најдат токму тоа место. Слично е во партијата, слично е во движењето, слично е во организацијата, слично е во било која форма, било која структура, која што сите нас не трансформира од едни, нели рековне, обични, честни, маргинални луѓе во едни борци, во едни активни чинители, субјекти кои што сега активно го менуваат лицето на татковината. Таму некаде 70-тите години, еден американски политички научник, човек кој што ќе се прослави со биографијата на Франклин Делано Рузвелт, на еден токму најголемите политички лидери, како партиски, така и државни, на модерното доба, ја зема токму од менеджментот, од големиот бизнис, формата на водач, која што додуша е неколку децени во општествената наука маргинализирана, токму поради искуството со тоталитарните режими, нели, Фирер, Дуче, сите тие диктатори кои што оставаат навистина негативно сеќавање, кои што со децени многу тешко потоа да се сврти во некоја креативна насока. Но овој човек, Джеймс Бернс, успева тоа да го извади, така да речем да го рехабилитира, и во неговата книга The Leadership од средината на 70-тите години да изгради една ефикасна теорија во која што водачот го става како во однос кон конкретната организација. Рековме, тоа може да е партија, може да е движење, може да е било каква друга група, неформална, која постепено се формализира, каде што луѓето постепено од таа една аморфна маса стануваат
конкретен субјект кој што влијае сега во јавниот живот. Има многу такви групи кои што и на самите не им било јасно на почетокот што сакаат, па еден ден се пронашле сите тие членови конкретно да станат министри во некој кабинет. Доволно е да ги спомнеме герилјосите на Кастро, например, или болшевиците, па и нацистите, и јакобинците. Во еден момент тие се никој и ништо, тие се некои деца на улицата таму, некои луѓе кои што не ни имаат некоја иднина. Слично беше со Донецка Луганска република во наше време. Сите овие примери на човек кој што во еден момент нема никаква иднина, во наредниот момент станува водач, станува дел од раководството, ја менува земјата, одлучува за крупни судбоносни одлуки на народот. Ни покажува каква е улогата на овие движења и на тие водачи како катализатори. Бернс нив ги дели на трансформативни и трансакциони. Свесен за времето во кое што се наоѓа, тоа е веќе оној почеток на една рационализација, на една поделба на разни сектори каде што секој си има свој експерти за финансии, за дипломатија, за одбрана, за што се не. И тој смета дека тој трансакционен водач е во основа еден човек кој што постои на оној начин што ги трансакцира, затоа и му го дава збор трансакција, ги разменува разните конкретни потреби. Например, јас тебе ти давам да си министер за финансии, ти мене ми даваш дел, например, од твојот колач. Во дипломатијата јас те поставувам таму, ти ми даваш одредени, например, специјални односи со некоја држава. Овие луѓе, а за жал мнозинството денес е токму такви трансакциски, јас би ги нарекол апарати, автомати, не се способни да го трансформираат општеството и не се способни да понудат било каква визија или излез од криза. И затоа Бернс на овие трансакциски лидери му го спротивставува трансформативниот лидер, кој што и тој смета дека тоа е време кога тој постепено изумира и го има се поретко. Во негово време, 70-тите години, тој уште можел да се повика на Де Гол, можел да се повика на Черчил, можел да се повика на Франклин Делано Рузвелт, на чие што наследство и самиот ја прави кариерата, но веќе 70-тите, 80-тите, посебно тој во, мислам, 90-тите години Бернс веќе како стар човек објавува едно дополнение на водството во лидершип во политичките организации, каде што ова го дополнува веќе и со некои луѓе од тип на Реган, од тип на Хелмут Кол, како трансформативни лидери, но во основа смета дека овој трансформативен лидер е се пореток и дека трансакцијскиот лидер, тој автомат, кој што живее за разни дилови, го живее, значи, моментот, а не ја живее визијата и нема никаква креативна улога, или ако ја има, не знае да ја оствари до крај. Може да е мечтател, кој што нема конкретни можности, нема конкретни способности тоа да го оствари. И во такви околности трансакцијскиот дефинитивно победува. Дека, за жал, живееме во едно такво крајно рационализирано време, ни сведочи и британскиот научник, социолог, кој што е една врста наследник на Бернс, Арчи Браун, кој што дефинитивно смета дека ние навлегуваме во една епоха, тој тоа го објавува веќе во 2010-тите години, ми се чини 2016 беше, неговата студија за политичкиот лидершип, во кој што лидерот е дел од структурата. Значи, тој е еден човек, еден успешен менеджер кој што успева да ги координира разните групи, разните делови од владата, од партијата, од движењето, но нема никаква суштинска моќна трансформација. Ако моментално ги видиме, раководителите, например, на европските земји, ќе се соочиме со токму такви примери, но од друга страна, ако видиме начело на Русија, Кина, Индија, па сега и на Соединетите држави, имаме трансформативни водачи, што пак не враќа сега на покојниот Бернс на онаа теорија дека може би тој лидер кој што е способен да ја направи трансформацијата, се уште е тука некаде. Овде сега вреди да се спомене само еден континентален француски мислител, Жан Блондел,
кој успева паралелно со брз во детали да ги развие овие теории за лидершип, за водство, и каде што и тој смета, например, дека водство може да зборуваме за една вертикала во која што водачот оди кон една визија, и тука ги смета како визионери, како креативни луѓето пак од тип на сите оние револуционери, Робеспиер, Ленин, Кастро. Од друга страна, например, оди кон таа хоризонтала, тоа е она структура каде што се обидува со тие негови соработници да воспостави некој однос, и тоа се веќе оние луѓе кои што би биле повеќе администратори, тој ги нарекува. Тоа се најголем дел од луѓето кои што некако се обидуваат веќе создадените околности да ги стабилизираат. Хелмут Шмидт, например, после периодот на Аденауер во Сојузна република Германија, или наследниците на Дегол, Помпиду, например, таму се до Митеран, една врста стабилизатори, кои што наспроти овие визионери, наспроти овие луѓе кои што се исполнети со таа енергија да променат, да направат нешто ново, успеваат да стабилизираат. Зошто е сега сето ова? Цела оваа динамика, стабилизатори, визионери, креативни, важна за нас и за нашава приказна. Токму затоа, да го издигнеме дискурсот, да го издигнеме разговорот меѓу нас и да се обидеме во секој човек да пронајдеме нешто такво, да видиме дали овде воопшто имаме материјал за водач во нашите движења, партии, организации, владини, невладини, било какви, и дали меѓу нив, подалеку од тој трансакцијскиот бюрократ, таков секогаш ќе најдеме, има материјал за трансформативен визионер кој ќе не води кон едно поинакво утре. Јас ви се заблагодарувам до следната средба.